Здраво, драги пријатели! Божја волја за вас е да живеете во здравје, во изобилие, во мир, иднина и надеж, а не да страдате. Еве основни појаснувања од каде доаѓа страдањето и како да се спасите, базирани на Божји зборови од Библијата. Кога првиот човек Адам направи грев спротивно на Божјата волја, преку него луѓето го наследија гревот и продолжија да грешат, а казната за грев е смрт. Единствен начин за Бог да се помири со човештвото беше да ја земе казната за гревот на луѓето врз себе. Затоа Бог го испрати својот син Исус Христос на земјата. Тој се роди во тело, зачнат од Светиот Дух преку Девица Марија. Тој не направи грев, правеше добрини меѓу луѓето, покажа знаци и чуда на лекување, ослободување, воскреснување. Тој кажа и покажа како треба да живееме. Исус Христос наместо нас настрада на крстот. Со својата крв ја плати казната за нашиот грев. Тој умре, беше погребан, воскрес на третиот ден и се вознесе на небото. Тој е жив и повторно ќе се врати. Со неговото дело на крстот, Исус Христос не помири со Бога, не откупи од ѓаволот, не оправда, ни подари спасение и вечен живот, не ослободи од болки, болести, страдања, проклетства, ни го даде Светиот Дух да ни помага, да не утешува и да не води во осветен живот со Божја заштита. Радосна вест е дека Исус Христос дојде, ја изврши Божјата волја, го даде својот живот за вие вистински да живеете и кога ќе заминете од овој свет, наместо вечна смрт да примите вечен живот во заедништво со Бога. Ако поверувате и ја примите оваа радосна вест во вашето срце, по милост Божја станувате Божјо дете. И вие можете да се спасите од казна за вашите гревови, од смрт и страдање, ако со искрена молитва пристапите кон Исус Христос. Со вера, кажете му во мир, од срце, зборувајте му на Господ, тој ве слуша. Исусе Христе, признавам и се согласувам со напишаното дека сум грешен. Се покајувам и се одрекувам од гревот. Верувам дека Ти си Божиот Син кој умре за сите и за мене, за моите гревови, а Бог те воскресна од мртвите. Те молам, биди мој Господ, Ти води ме, Ти управувај со мене, со мојот живот, здравје, семејство, со се што е мое. Фала Ти и слава Ти, Господе Исусе Христе. Ако го направивте ова од срце, искрено, станавте Божјо дете и добивте дар, спасение и вечен живот. Светиот Дух се всели во вашето срце, го исполни со Божја љубов. Ќе ви помага и води да го оставите стариот грешен начин на живот и да почнете нов со молитва кон Господа, со читање Свето писмо Библија, со заедништво со други верници, водени од Светиот Дух. Овој повик е упатен до сите народи на земјата. И секој човек треба да го прифати што побрзо, затоа што според библиските предвидувања, Исус Христос наскоро ќе дојде на небото да си ги земе своите луѓе со вера во срцето, починат и живи, за да бидат заедно во вечноста, во нераспадливи тела, а на земјата ќе завладее Божјиот гнев, изразен преку разни страдања. Затоа, направете го овој избор што побрзо и поттикнете ги, вашите блиски да го направат, за да бидете вечно заедно и смртта никогаш да не ве раздели.